низ годините растеше и зрееше. Понекогаш се учевме и на собствените грешки. Навраќајќи се на минатите 20 години, би рекол дека 20 години се навистина доволно време за да се развладат главите и да се избистрат настаните. Денес јасно гледаме каде бевме пред 20 години, кои грешки како партија и земја ги направивме, кои беа клучните изгубени години, како нашата партија се снајде или не се снајде во некој од периодите. 90-тите беа основата и клучниот период за Македонија. Со низа кардинални грешки е пресечен залетот, кој можеше да не однесе многу подалеку и понапред. Нашата грешка е одвуката за вонпарламентарно дејствување, кога СДСМ беше оставен да го изврши грабежот на општествените добра, легализирајќи го со законите кои што сам ги донесе. Кога наместо да се собираат средства од приватизацијата и тие да се вложат во капитални инвестиции, во патишта, во централи, во згради, во инфраструктура, во енергетика, повеќе од 5 милиарди евра беа подарени и испумпани на разни сметки во странство. За таа цел беа донесени закони со кои овој грабеж се легализираше. Денеска архитектот на тие настави, Бранко Црвенковски, најцинично ни предлага ревизија на приватизацијата. Знае дека неговиот срам е добро покриен со закони кои самиот си ги донесе во тоа време. Понекогаш си мислам дека во 90-тите требаше да им се случи овој отпор на народот предводен од ВМРО ДПМНЕ, со кој денес се судираат при обидот да ги распродадат националните интереси. Отпор за приватизацијата, отпор за референцата БЈРМ, која нели требаше да биде привремена, а не обележува 20 години. Отпор за ТАТ, за пропаднатите штедилници. Отпор за илјадниците кои изгубија работа и се стекнаа со неславниот назив стечени работници. Ние ги признавме собствените грешки и тоа ни овозможува да одиме напред. Кој го прекрашил законот кај нас не се крие во партијата. Тоа е клучната разлика со СДСМ. Дали некогаш сте ги слушнале да прифатат одговорност за шверцот, со кршењето на ембаргото, например, или приватизацијата на ТАТ, приватизацијата или ТАТ, не дај Боже, сте ги слушнале такво нешто? Да признаате еднаш дека и тие направиле грешка. Ни по 20, ни по 100 години тоа нема да се случи. Ете, тоа им е одговорот. Кога се думаат и размислуваат на Бихачка, зошто поддршката на Бранко Црвенковски ни по 5 години нема да нагоре и што е тоа што како партија ги влечи надолу? Багажот на Бранко Црвенковски и неговите транзицијски другари. Ете што. Почитувани присутни, јубилеите и одбележувањата се моменти кога треба да се погледне назад, но уште повеќе, кога треба да се исчекори напред. Пред нас се големи одлуки, но кога било поинаку за ВМРО ДПМНЕ? Кога зборувавме за независност, некој друг тоа го прогласуваше за невозможно и ја спасуваше Југославија. Работата по директиви од Белград им се чинеше како полесен пат. Независноста им беше тешка. Кога промовиравме собствена валута, не убедуваа дека македонската валута ќе колабира првата недела. Своја валута било тешко да си има. Ние не мислевме така. И денеска го имаме денарот. Кога ја промовиравме денационализацијата, не убедуваа дека тоа многу ќе чини. Ние не мислевме така. И еве сме со над 95% завршена работа со денационализацијата. Кога требаше да се вратат над 1 милиарда марки
заробени девизи, да не кажам украдени пари од народот, некој сметаше дека тоа е невозможно. Но имаше и такви кои веруваа и го реализираа тоа. Кога го реформиравме даночниот систем и го воведувавме ДДВ-то, предвидуваа катаклизма. Плаќањето даноци им било тешко. Нам не ни беше тешко. Кога ги намаливме и израмнивме даноците, тврдеа дека буџетот само што не се сушил. Буџетот веќе еве 4-та година се полни со такви даноци, подобро преходно. Кога одвучивме 100 милиони евра годишно да даваме за субвенции за земјоделците, велеа дека сме земјоделско-селанска влада со црковно-конзервативна провиненција. Нас не навредуваше тоа. Напротив, не правеше горди. Кога отворавме нови универзитети, над 25 нови факултети во овие 3,5 години, повеќе десетици дисперзирани студии, кога купувавме компјутери за секој ученик, кога воведовме бесплатни учебници за сите ученици во сите основни и во сите средни училишта, и тогаш ни бараа многу мани и многу грешки. Тоа не пополепа. Денес над 95% од матурантите продолжуваат на студии за да го зголемат своето знаење, својата сила и својата моќ, а со тоа и силата и моќта на Македонија. Кога започнавме со изградбата на центарот на Скопје, единствената метропола во регионот со ливади и ѓубришта во центарот, писна да сме го оставиле тоа, да сме го оставиле така како што тие ни го оставиле. Не градењето е полесно од градењето, но не и за нас. ВМРО ДПМН 20 години ги прави сите значајни крупни реформи во Македонија. СДСМ не може, предпоставувам, да ни се изначуди на умот. Ја имаме власта и наместо да се опуштиме во незините удобства, ние работиме и си пикаме здрава нога во трн со секој голем проект. Што им требаат споменициве, што им требаат од обврските за изградба на 2500 социјални станови, што ли им треба да отвараат факултети, да компјутеризираат училишта, да набавуваат нова опрема за здравство, да даваат пари за трето дете, да градат спортски сали и спортски терени, да ја градат националната арена Филип II Македонски, да градат патишта, водоводи, канализации, обиколница околу Скопје, предвремено да враќаат долгови на земјата, да градат инфраструктура во слободните економски зони и така натаму и така натаму. Што мајка бараат да работат на проекти чии резултати ќе бидат видливи дури за 10, 15 или 20 години. Се исчудуваат, бидејќи не разбираат дека единствено оној кој се движи не потонува, дека мора некој да посее денес, за утре некој да пожне, дека мора некој да работи секој викенд, за да ги надокнади сите слободни недели на оние пред него. Македонија изгуби премногу време во шверц и грабеж, политиканство и манипулации. Мора да се притисне на сите фронтови и запоставени области. Џон Кенеди во една прилика рекол: еден голем француски маршал побарал од својот градинар да засади дрво. Градинарот негодувал дека дрвото бавно ќе расте и дека ефектот од него ќе се види дури после 100 години. Во тој случај, рекол маршалот, да побрзаме и да го засадиме уште попладнево. Тоа е филозофијата на ВМРО ДПМН. Во тоа брзање, заради изгубените години,
che se